Оние кои сакаат да знаат дали вистината е таму некаде горе, имаат нов пријател во Конгресот и тој има итна порака за Пентагон. Време е сериозно да се сватат неидентификуваните воздушни феномени, како што сега војската ги нарекува неидентификуваните летечки објекти. Демократскиот представник од Аризона и ветеранот од војната во Ирак Рубен Галего неодамна го промовираше законот во представничкиот дом со кој се бара постојана канцеларија, со кој се бара постојан оддел под секретарот за одбрана, што е министер за одбрана на Америка, да го надгледува и истражува феноменот НЛО. И мора сето она што ќе го дознае во својата работа да го сподели со Конгресот најмалку еднаш годишно преку извештај. Во извештајот мора да се наведат сите сознанија за тоа каква закана представуваат овие објекти за националната безбедност на САД, дали луѓето имаат медицински последици кога доаѓаат во контакт со НЛО, дали американската војска има вакви летала и дали ги проучува. И во основа сите интересни работи кои што ги интересира секој човек за оваа тема, војската мора сериозно да ги истражи преку оваа нова програма или нов оддел и потоа мора секоја година да достави извештај до Конгресот за се што ќе дознае. Имаше тотален недостаток на фокус низ националниот апарат за безбедност за да се разбере што се случува овде, рече Галего, кој председава со подкомитетот за разузнавање и специјални операции на вооружените служби во своето прво опсежно интервју за овој предлог закон. Мислам дека имаше делумна љубопитност во Министерството за одбрана, но немаше никаква професионална иницијатива за да можеме всушност да донесеме некои одлуки, рече тој. Во последните години има поголем број извештаи од пилоти на морнарицата и друг воен персонал за објекти од непознато потекло кои го нарушуваат воздушниот простор, некои од нив маневрираат на начини кои се чини дека и пркосат на познатата физика и аеродинамика. Откритијата предизвикаа серија доверливи брифинзи до членовите на Конгресот, но и воспоставување на единица за проучување на овие објекти, која на крајот на јуни 2021 година достави извештај до Конгресот во кој се вели дека нема одговор за тоа што се неидентификуваните воздушни феномени. Овој нов закон исто така бара новиот оддел во Пентагон да развие процеси и процедури за да се осигура дека инциденти од секој воен оддел ќе бидат пријавени и инкорпорирани во еден централен оддел. Галего вели: имавме брифинг за овој феномен. Една од работите што произлезе од тој брифинг беше тоа што само требаше да има подобро собирање податоци, треба да има стандардизирано собирање податоци, вели тој. Не се сите убедени дека напорите на Галего ќе направат значителен напредок, особено ако на новата канцеларија не и се дадат соодветни ресурси и пристап до сите релевантни и во некои случаи високо тајни разузнавачки програми кои би можеле да содржат соодветни информации. Еден поранешен висок функционер на разузнавачката служба на САД, кој лобираше да им се посвети поголемо внимание на овие објекти, рече дека вистинскиот предизвик ќе биде да ги натераат разузнавачките агенции и војската да го споделат оно што го имаат. Канцеларијата за собирање и анализа на податоците може да биде успешна само ако лицето кое ги води има овластување да ја принуди ваквата соработка. Охрабрувачки е да се види сериозен интерес, рече Кристофер Мелон, поранешен заменик помошник секретар за одбрана за разузнавање, кој исто така служеше и во персоналот на Комитетот за разузнавање на Сенатот. Сепак тој рече дека вработен во Пентагон не е во позиција да води напор на повеќе агенции да се идентификуваат најкорисните информации за следење на феноменот или да се развие или имплементира план за собирање на информации. Тоа пред се она што недостасува, вели тој. Вели, добра алтернатива би било Конгресот да го насочи секретарот за одбрана да идентификува службеник на ниво од 4 звезди кој ќе го води прашањето на НЛО и може да спроведе ефикасна програма за собирање и анализа. Тоа е единствениот начин на кој ќе можеме да го одредиме потеклото и можностите на овие летала, вели Кристофер Мелон, кој вели дека ова е вистински феномен и дека се случува секојдневно. Интересни изјави од Кристофер Мелон имате во документарниот филм од режисерот Джеймс Фокс The Phenomenon, во кој исто така зборува и сенаторот Хери Рид, но и други добро упатени истражувачи на овој феномен. Галего
сепак инсистира на тоа дека друга цел за создавање на постојани напори за собирање информации за феноменот е да се осигура дека воениот персонал се чувствува слободно да пријавува вакви случаи. Требаше да продолжиме да ја уриваме стигмата за известувањето за овие феномени, рече Галего. Има многу луѓе кои се плашат да го пријават ова бидејќи се плашат тоа ќе ги чини нивните кариери, мислат дека луѓето ќе мислат дека се луди. Само со намалување на стигмата, рече тој, ќе бидат достапни покорисни податоци. Нема да можеме да дојдеме до дното на оваа работа освен ако не собереме информации за да откриеме што точно се случува и доколку пилотите и другите луѓе што го виделе тоа всушност се чувствуваат слободно да зборуваат за тоа. Конгресменот рече дека тој лично не е премногу загрижен за потенцијалните последици што ќе ги има за тоа што зборува за оваа тема. Дел од мојата работа е да ја намалам стигмата да зборувам за ова, особено за воениот персонал да се чувствува слободен да зборува, вели конгресменот. Следува и друга стигма, постојаното верување кај поголемиот дел од јавноста дека владата го прикрива она што го знае за НЛО. Има многу дезинформации и ние само треба да бидеме професионални и навистина да дојдеме до суштината на она што се случува, изјави Галего. Има нови вести во врска со поранешниот директор на тајната програма за НЛО на американската влада, Луис Елизондо. Тој е подготвен да ја раскаже својата целосна приказна. Луис Елизондо, кој ги предводеше напорите на Пентагон во рамките на програмата Advanced Aerospace Threat Identification Program, која беше создадена со цел да се проучува НЛО феноменот, потпиша договор за книга со Вилијам Мороу, огранок на Харпер Колинс. Мемуарите ќе откријат шокантни, никогаш досега споделени детали во врска со она што Луис Елизондо го научил за овие објекти и за длабоките импликации за човештвото, се вели во официјално соопштение. Американскиот народ сега знае мал дел од она што јас и моите колеги во Пентагон го знаевме, дека овие неидентификувани воздушни феномени не се тајна американска технологија, дека се чини дека не припаѓаат на никој од нашите познати сојузници или противници и дека нашите разузнавачки служби допрва треба да идентификуваат земско објаснување за овие извонредни возила, изјави Елизондо. Тој е поранешен специјален агент за контраразузнавање на армијата на САД и помагаше во ловење на трговци со дрога, терористи и шпиони. Во 2007 година од него беше побарано да биде дел од програмата ATIP, вредна $22 милиони, воспоставена од тогашниот лидер на мнозинството во Сенатот, сенаторот Хери Рид, со единствена цел изучување на НЛО феноменот. Тој стана директор на програмата, а во 2012 поднесе оставка од позицијата во знак на протест поради прекумерната владина тајна во врска со овој феномен. Елизондо исто така беше дел и од Академијата за уметности и науки To the Stars од 2017 до 2020 година и се појави на History каналот во специјалната документарна серија Unidentified Inside the America's UFO Investigation. Во 2019 портпаролот на Пентагон се обиде да стави сомнеш во лидерската улога што Елизондо ја имаше во програмата ATIP, но сенаторот Хери Рид со јавно писмо потврди дека токму Луис Елизондо бил шеф на таа програма и дека своите задачи ги извршувал со голем интегритет. Интервјуа од Кристофер Мелон, а бројни интервјуа и од Луис Елизондо можете да најдете на разни YouTube канали. Работите што посебно Луис Елизондо ги кажува во своите интервјуа се навистина запрепастувачки.